евокација на добри спомени. Јас затоа гледам дека некако Телма телевизија, па убаво ќе се изразам, мириса се уште на Филмополис, на тебе, на она што го создадев, колку повеќе од сигурно една деценија цела работење на овој филмски магазин кој што беше на Телма телевизија. Имено, мислам дека ти беше еден од ретките луѓе на еден толку рафиниран начин да ги донесеш секогаш тие некако филмски наслови, таа кинематографија и ќе кажам таа седма уметност благодарение на тоа што да речам како филмски критичар и како писател, како автор и сега нели веќе стоиш и како главен лик на издавачката куќа или затоа велам дека напушти можеби некоја комфортна зона за која што секогаш велам убаво било да се врати Игор некогаш на камерите, не знам ако јас провоцирам такво нешто супер ќе биде. Како и да е, мора да го направам ова за гледачите да се потсетат на убавите времиња кога Телма се уште правеше тогаш разлика во етерот со Филмополис и да ги донесеш сите да речеме лауреати, па да ги донесеш и најубавите можеби моменти од Браке Манаки, од Канскиот филмски фестивал, од Синеде и следни се сеќавам сега, меѓутоа тоа беше за мене и во детството еден од најомилените филмски магазини кои што јас ги следев на Телма телевизија. Супер. Добро ми дојде повторно. Марко, баш пријатно изненадување, не се договоривме вака. А Игор ли, Марко, сечите ма како и да е, сигурно гледачите ќе се потсетат на убавите ноки и денови кога ги помина пред Телма телевизија со Филмополис. Па добро, нели го сакам филмот, ја сакам седмата уметност и сето тоа што го вложив во Филмополис 11 години. 11 години? 11 години, да, од 2003 до 2014 беше убаво време за следење на филмската уметност, како што кажа, успевав на некој начин да доловам сето оно што се случува во рамките на филмот, овде кај нас со гостување на македонските филмаджи и со проследување на оно што се случува во светот на филмот, фестивалите кај нас, фестивалите во светот. И генерално мислам дека фалат ваков тип на емисии во македонскиот етер, филм седмата уметност, нели можеби една од најпопуларните и мислам дека секогаш треба да има медиумски третман. И подем секогаш постои. Сега ќе те прашам, просто една дигресија, дали мислиш дека ако направиш некако сега не паралела тогаш, тој универзум и сега, дали мислиш дека сега има некаков поголем закон и ред и за не само нели европската, туку и за македонската кинематографија? Ако ти сега вака отстрана, низ тоа призма, ги забележиш работите, дали ќе дадеш забелешка или во моментот некако можеби работите се во некаква контрола повеќе? Рековме прво со лесни прашања, ова е тешко прашање. Како филмски критичар сега во случај? Па не знам, мрдаат работиве веројатно, не онака како што посакуваме и не со таа брзина. Меѓутоа, еве во последниве години се појавија неколку македонски интересни имиња, сценаристи и режисери кои ги направија своите први дебитантски остварувања. Во моментов е актуелен Сестри на Дина Дума. Да, јас продолжив да се занимавам со филмот преку филмски рецензии, член сум на Фипресци, за жал поради ковид ситуацијава немаме можност сега многу да тркнуваме до одредени фестивали како жирија. Меѓутоа сето тоа представува дел од мојата работа, од мојот фокус. Продолжувам да го следам филмот и еве не се договоривме ниту за ова. За следната година ја подготвувам третата книга со филмски рецензии и есеи. Твое авторство? Мое, да. Сето она што го проследувам годините наназад, на крај успевам да го ставам во книга на радост на читателите, бидејќи кај нас таквиот тип на книги не се баш честа појава, така што за оние што сакаат да прочитаат нешто за и околу филмот, ете им можности, шанса тоа да го направат, да. Значи го очекуваме третото продолжение од твоите куси рецензии кои што ќе ги обработиш во. Па ете, да се изразам со филмски јазик, тоа би било неформална трилогија. Баш и во кажано. Филм МКД, Филмски град и третата книга ја насловив Филмотопија, сето тоа следната година. Тоа е некаков пресек на сето она што десетина години наназад се случува во филмската уметност кај нас и во светот и ете убава прилика за љубителите на филмот и да прочитаат текстови, да. Нема да те прашувам, бидејќи тоа можеби
ќе те остави сега во една некомфортна зона, ама јас се надам дека ќе подразмислиш некојаш повторно да вратиш некаков проект, филмски проект. Оставам само на случајности и изненадувања. И кога ќе добијам таква некоја нотификација од тебе, ќе бидам најсреќниот можеби човек. Како и да е, не е само темата нели филмот и така натаму, иако тоа го обработуваш, не случајно еден си токму или оваа последна седмица во утринската на Телма, бидејќи со огромно задоволство информиравме всушност дека на 22 декември всушност од печат излезе преводот на романот кој што ние го споделивме од почетокот на неделава од Георги Господинов за Солниште во времето. Потсетивме со Ивана стана збор за книга во она популарна едиција која што издавачката куќе или некако работи на тоа е Проаза, нели? Така што ќе ни споделиш малку за ова четиво. Ако не се лажам, ова е 200-то поред, ако не се лажам, јубилеј на некој начин што или се подпишува или го издава. Да, фала Марко за поканата, затоа што ние минатата среда нели направивме еден малечок PR текст, го проследивме Си го одбележивте јубилејот на свој начин. До медиумите, и тоа беше некаква провокација нели до колегите новинари, или стигнале до 200 наслов, што е според нас нели некакво достигнување. Голем чекор, меѓутоа еве ти си единствениот кој не поканува на интервју. И многу ми е драго што меѓу другото тоа се случува. Иако пред 2 месеци ќе признам на гледачите го поканив и Игор ми вели Марко би те замолил, ќе има прилика, не ти откривам, и еве се случува кога нели наидовме на текстот и информацијата или таа книжевна нотификација која ни пристигна дека излегува од печат всушност токму за Солниште во времето. Што би дал како увертира малку за ова ново четиво кое што е официјално го доделуваме и за гледачите. Па види, ние во или со колегата Ненад, нели мислам дека сме скромни, не сакаме баш со фанфари секогаш да гостуваме некаде, да се фалиме. Знам дека не го сакате елитизмот и фаворизирањето, апсолутно се сложувам. Да, и затоа ти реков ајде да има некаков повод, а поводот се крчкаше, се подготвуваше. Еве го 200-тиот наслов во Проаза, иако издадовме многу повеќе книги во или, затоа што имаме и други едиции, есеистичка, детска, не знам, уште неколку едиции, меѓутоа Проаза ни е главната која ја фаворизираме и според која веројатно сме препознатливи. Па и сте синонимка е општеството, така некако Проазата вие баш. Така, да, некако испадна, односно сакавме и можеби темпиравме, еве да биде еден од најчитаните автори што сме го превеле, тоа е Георги Господинов, неговиот нов роман за Солниште во времето, кој веќе изминатава година, изминатиот период доби неколку европски награди, човекот кој пишува фантастично, кој пишува приказни кои сите нас не е засегаат и во кои се препознаваме, така што баш ни е драго што Георги Господинов е односно неговата книга е 200-тата во едицијата Проаза. Се надеваме дека напролети ќе го донесеме овде на промоција. Тој дефинитивно е еден од најчитаните во преводната литература на или. Препознаваат читателите кај нас квалитета и генерално или е препознатлив по квалитетна литература, не одиме на комерцијален момент и сето тоа, малку со главата в зид, меѓутоа кога нешто сакаш, кога нешто работиш честно, умно, ми се чини дека на крајот ти дава резултати. Исходот е секогаш позитивен. Да, така. Иако нели како држава, како јазик сме малку ограничени и сме нели фокусирани само на овој простор овде, за разлика од соседните јазици, нели српскиот, хрватскиот, кои сепак имаат поголема можност за пласман на нивните книги. Меѓутоа еве и уште еден јубилеј, освен 200-та книга во Проаза, следната година па славиме 20 години од постоењето, полека се движиме натаму, летна времева. 20 свекички ќе дуа. Да, 20. Како беше она, да цитирам еден селебрити, втвме и на крај дојдовме до 20 години, или да цитирам друг селебрити, честно и транспарентно, секогаш сме на браникот на татковината. Ми се допаѓа се ова, да те кажам искрено. Мокен, брилијантен роман за ова ново четиво и би сакал чисто само да споменам, роман вели во кој што иднината попушта како скапана греда, а минатото надоаѓа како поплава. Сандро Ворнези, автор на Колибри и Каос, инаку двоен добитник на премију Стрега, ако не се лажам. Да. Меѓу другото,
ја прочита претпоставам, нели, и пошто ќе ја издвоиш можеби од останатите до сега издадени негови? Па Господинов има еден свој авторски квалитет кој не би можел да различен израз претпоставам. Да, не би можел да го споредам со други автори, да речам еве наликува на овој или ја следи линијата на овој автор и затоа веројатно на читателите им е многу драг, раскажува за универзални теми. Овој пат во неговата книга за солниште во времето се осврнува на тоа кој би бил среќен момент за државите доколку имаат можности и шанса да се задржат во времето и да престојуваат таму, односно кој за нив дел од историјата е среќен период на постоење. Ако би требало да го издвоја. Ако треба да го издвоја, да. И тоа се варијации на тема, нели, од земја до земја и прави еден фантастичен пресек на сето она историски наназад што било значајно за одредени територии во Европа, да. Она што е куриозитет е дека освен тоа што е романсиер и е сценарист, некако е во светот на филмот некако, така е поврзан со светот на филмот некако? Да, Господинов има адаптација на неколку негови раскази, веројатно го сакаат, го ценат филмаџиите и сметаат дека неговите приказни се податливи за да се сними еден филм. Пред неколку години еден бугарски автор сними краток филм кој дури стигна и до финалето на доделувањето на Оскар, што се смета нели за еден од за прилично голем успех. Да, така што навистина значаен автор за овие простори, преведуван веќе на 30 на јазици. Во Македонија го издаваме ние, нели, или како што кажав, еден од најчитаните автори во нашата едиција. Инаку овој период имаме уште еден куриозитет, имаме прв превод од грчки јазик, на пример. Во овие досегашни 20 години работење. Така, да. Ете, колку и да сме блиски, нели, со земјиве во околината, сепак веројатно културно не се познаваме толку многу. Секако дека има и други преводи од грчки јазик во нашето издаваштво, меѓутоа еве или го преведе Христос Иконому, книгата Нешто ќе се случи ќе видиш, грчки автор кој раскажува за сето она што се случува во грчкото општество во последниве 10-15 години преку економската криза, преку протестите на плоштадите. Како баш го лоциравте и зошто токму овој грчки автор, Игор? Да речеме ако го издвоите од останатите. Па добро, сепак имаме одредени критериуми, читаме, истражуваме. И си го задржувате ви всушност. Така и на крај одлучуваме што би било во нашата едиција добро да се издаде. Инаку освен преводната литература, можеби е добро да споменам дека нели ги односно ги издаваме и македонските автори кои последниве десетина години можам да се пофалам дека или беше тој што на некој начин повлече и ја сврте приказната македонските читатели многу повеќе да читаат македонски автори и баш ни е драго поради тоа. Ја наслутивте неопходноста дека треба да се даде уште поголема поддршка? Секако да, па еве ако разговараме со читатели од помладата генерација, нивната реакција е као македонски автор не, на страна, нели? Со некоја негација. Да. Дури непријатно ти создава, мислам, кога За жал, да, сепак ние откривме една нова генерација, нов бран, ајде така да го наречеме, на македонски раскажувачи, да, кои раскажуваат актуелни приказни кои се случуваат овде и сега, кои пишуваат како било кој европски автор во моментов и баш ни е драго поради тоа што токму или успеа да ја сврти приказната и некако македонските читатели да ги врати на македонските писатели. Значи 20 години, 2 децени следна година, календарски претпоставам дека одма ќе се започне со некоја активација, повторно нешто ново од издаваштвото, од Илили? Да, подготвуваме за следната година неколку пригодни настани, значи стартувавме 2002 година во рамките на културниот центар Точка на Илинденска, скромно да речам, колку 3,5-4 години, потоа бевме дел од мала станица уште 3,5-4 години и потоа во центарот на градот со собствена книжарница каде што нели фино е, луѓето поминуваат, навраќаат, муабет, кафе. Тука создаваме едно јадро, убаво, позитивна енергија каде што луѓето може да се чувствуваат убаво и на крај секако да стигнат до убави книги, што е нашата цел. Многу ти благодарам за овој разговор и овој пресек на денот што го направивме со Илили.
пред се, ти кажав дека на еден поинтерактивен начин ги подаруваме всушност овие изданија, празнични, претпоставам дека понуди имате во овој период, така што може да се набават од широката сега палета и едиција. Како што кажавме и во овој момент издавачката куќа ја создаде оваа нова јубилејна книга на Заслужувате во времето од Ѓорѓе Господинов. Нисто ќе ти посакам вистина да не престанеш со таа, пак ја кажам, рафинираност и тој животен дизајн кој што го носиш и пред се некако да го преточиш во создавањето сега некако на брендот или и да останеш некако повторно конзистентен во филмската критика. Недостасуваат луѓе кои што тоа некако го гаат со години и некако и независно дали можеби го немаш или го имаш проектот, сепак пасијата не ти застана, независно од турбуленциите и осцилациите кои што ги носи животот. Па не знам, Марко, веројатно сум таков човек, креацијата ми е основно кредо во животот. Астролозите ќе прашаат што Игор Ангелков сега во хороскоп, што има толку цврст и прекрасен став, а? Добре. Не, сериозно, размисли, те молам и навистина би сакало некоја пригода да се врати Филмополис на екраните. Па ако биде Тилмата, уште подобро. Фала, Марко, фала пред се за поканата и за можноста да го одбележиме овој јубилеј, а за филмов не знам, веројатно отворени се секогаш опциите и како се вели она навешта никогаш не умира. Апсолутно, се служувам со таа мантра која што така некако си ја носиме сите. Уште неш поздрав до целиот тим на Илини. Фала.